Граѓанин може да закаже состанок со министерот за здравство Азир Алију, каде што можат да откријат проблеми и да дадат идеи. Термините за следниот петок се резервирани, вели Алију. Ова иницијатива не е само услуга, таа е став. Став дека здравството не сме да биде затворен систем, туку жив организам што комуницира, систем што вклучува и реагира на време. На прашањето за недостигот на терапија за онколошките пациенти, Алију рече дека ќе се сретне со директорот на клиниката за да види дали недостасуваат делови од терапијата, бидејќи, како што рече, пациентите ги примиле. Мислам дека терапијата не само што е стигната, туку е и процесирана, значи дадена до пациентите. Но во понеделник дозволете ми уште еднаш да се сретнам со директорот и да видам можеби делот некој од елементите внатре во терапијата дали се стигнат или не, тоа не можам да ви кажам денес, немам информација. На прашањето за недостиг на анестезиолози во Кумановската болница, Алију рече дека кога има потреба, испраќаат. Тој нагласи дека има и недостиг во клиниката, бидејќи, како што рече, преку политики и семејни врски се создале повеќе специјалисти од потребното во една област, а има недостиг во други области. Во Куманово нема да остане болницата без операции. Рековме дека тој предизвик не е само за таа болница, туку и за цела Македонија, но и внатре во клиничкиот центар Мајка Тереза. И тука, од една клиника во друга клиника, во овој кампус, исто така правиме таков тип на хоризонтална мобилност на профилите, а тоа се случува бидејќи за жал досега креирани политики во здравството биле само врз основа на семејни или другарски односи, а не врз основа на реални потреби кои што Министерството ги има за таков стручен кадар. Алију најави дека наскоро ќе бидат достапни уште 300 работни места за специјалисти од различни профили, каде што ќе има потреба.